Од утре камерите на улиците почнуваат да гледаат се. SafeCity системот започнува со работа, а денеска е последниот ден кога возачите кои што брзаат, поминуваат на црвено, непрописно паркираат, меѓутоа и возат возило кое што не е регистрирано, ќе добијат само опомена. Од утре опомените завршуваат, а почнуваат казните. Од 15 па се до 500 евра, па дури од земање на возачката дозвола. SafeCity системот започнува со работа во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10. Во првата фаза на системот ќе се детектираат само 4 прекршоци. Системот Безбеден град е исклучително важна инвестиција во безбедноста на сите граѓани и целата држава. Ќе спасува човечки животи, ќе го регулира сообраќајот, а ќе ги санкционира сите оние кои не сакаат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи на сопствена штета и на штета на другите учесници во сообраќајот. Камерите се поставени на критичните сообраќајни точки, каде што често се случуваат сообраќајни прекршоци. Сообраќајната култура е значително променета изминативе 2 месеци, откако SafeCity беше на тест период, велат граѓаните. Се вози поспоро, се почитуваат правилата, но и самите возачи морале да го променат начинот на кој возеле досега. Мене 2-3 пати ме фати ова и ми дојде решение дека сум прешекорен, но ќе внимавам. Еве, колку се промени вашиот начин на возење во овој тест период? Многу. Јас сум бивши тркач, релиста. Така да за мене многу тешко, али мора да се прилагодам. Апсолутно не сменете гледате и сами. Значи сигурно за едно 80% возачите се придржуваат на прописите за вожење во град. Еве сметате дека од утре уште повеќе ќе се намалат оние прекршоци? Мислам да, зашто? Мислам да тоа што кога ќе почне треба платиме казни, тогаш ќе бидеме повнимателни. Колку што гледам, луѓе почитуваат, ама има пак поединци што не почитуваат. Пак си возат брзо. Сметате еве од утре кога ќе почнат казните, дека можеби тоа ќе ги спречи? Ама не. Ама се надевам дека во наредниот период сигурно ќе ги спречи. Пошто ќе биде упрашање пари, најверојатно воспитно ќе влијае на граѓаните. И додека ресорното министерство верува дека се е подготвено пред самиот старт, сепак остануваат нејаснотии за граѓаните. Онлайн апликацијата која ја најави МВР, каде ќе може да се провери историјата на сторени прекршоци, како и податоците за возачот и возилото, е деломно функционална. На некои им успева да се регистрираат, на некои не, па ќе мора тоа да го прават на отворените шалтери на МВР. Но тука проблем имаат и фирмите кои имаат службени возила и не можат да пристапат до апликацијата. Дополнително се отвари прашањето што ќе се случува со поголемите прекршоци кои ќе треба да одат и пред прекршочниот суд, кој работи со изброј на суди и капацитети, а предвидувањата се дека бројот на предмети со стартот на SafeCity драстично ќе се зголеми, со оглед на стотиците илјади прекршоци кои беа евидентирани, дури траеше тест периодот на системот. Тамара Дичевска, Сител телевизија.